Во новото издание на Digi+, новиот iPhone 16 може да биде без физички копчиња. Кинески научници тврдат дека го создале првото AI дете Tong, ги има сите способности на вистинско девојче. Sony поднесе патент за autoplay функција базирана на вештачка интелигенција. Ќе ви ги представиме и новите гейминг фигури и гаджети во Анкоч за сите големи фанови на Супер Марио. Гледајте на до самиот крај. Добро додовте во дигиталниот свет и минути за сите нови технолошки достигнувања и диги информации. И оваа недела во Digi Plus ги следиме новите иновативни вести, па почнуваме со новите гласини кои пристигнуваат од Apple, кои велат дека престојните телефони од серијата iPhone 16 на Apple би можеле целосно да ги заменат физичките копчиња. Apple наводно ги завршил нарачките за својата предстојна линија на телефоните iPhone 16 за нов систем со капацитативни копчиња што треба целосно да ги замени физичките копчиња на новите модели. Иако минатата година ги слушнавме истите гласини во врска со серијата iPhone 15, тоа на крајот не се случи со овие телефони и планот беше откажан поради производствени предизвици во месеците пред лансирањето на телефонот. Но оваа година планот треба да оди од идеја до реалност. Претходно се шпекулираше дека на Apple му требаат најмалку 2 модели на ниво на системот за интегрирање на релевантните компоненти, за да ги отстрани физичките копчиња како што се копчињата за јачина на звукот и вклучување што се користеа на iPhone пред многу години. Сепак, имајќи предвид дека минатата година ги прочитавме истите информации кои тогаш беа поврзани со линијата 15, што на крајот не се оствари, треба да им пристапиме на овогодинешните гласини со одредена предпазливост. Освен споменатиот извештај, засега нема други информации за отстранување на физичките копчиња на телефоните на Apple оваа година. Иновациите за нови хуманоидни роботи се појавуваат секој ден, а роботиката доживува експанзија. Оно што го привлече нашето внимание и ќе ви го презентираме сега е првото дете робот. Група кинески научници велат дека го создале првото AI дете во светот, што покажува однесување и способности слични на оние на човечкото дете на 3 или 4 години. Наречено Tong или мало девојче, првото дете во светот со вештачка интелигенција се смета за огромен чекор во насока на вештачката општа интелигенција. Иновативниот модел AI дете се вели дека е способен за автономно учење и може да покаже ниво на емоционална ангажираност, што досега не е видено во развојот на вештачката интелигенција. За време на изложба во Пекинг, посетителите може да комуницираат со девојчето и да го наблюдуваат незиното однесување врз основа на незината програма. Сепак, една од главните работи што издвојува Tong од другите креации се вештачката интелигенција и тоа што таа има мок самостојно да си додели задачи врз основа на незините собствени вредности и идеали. Незините креатори тврдат дека таа е способна да учи самостојно и да има своја радост, лутина и тага. Изгледа неверојатно, ќе заслужиме сите. Навидум морничава, но и неверојатна иновација. А кога сме кај иновациите, Sony поднесе патент за autoplay функција базирана на вештачка интелигенција. Па наскоро, кога ќе сакате да одморите додека играте некоја игра, ќе може да за вас да ја продолжи вештачката интелигенција. И покрај се пореалистичната графика, се пообилна употреба на сцени или се почесто позајмување на холивудските звезди, видеоигрите обично ги сметаме како медиум кој значително се разликува од филмскиот по тоа што е интерактивен. Сепак ова наскоро би можело да се промени, барем ако се прашува тимот на Sony. Имено Sony неодамна поднесе патент за autoplay функција која на играчите би требало да им овозможи контрола на AI во оние моменти кога играта повеќе не им се игра, но и натаму им се гледа, баш како филм. Иако се уште не се знае дали новата идеја ќе заживее и на PlayStation 5 Pro, познато е дека AI ќе се едуцира за вашиот стил на играње преку информациите зачувани во облакот, а потоа ќе ве симулира што е можно подобро. Што може да значи ова за иднината на геймингот? Или дали видеоигрите наскоро ќе станат уште повеќе како седмата уметност? Се разбира, останува подеднакво отворено и интересно прашање. Она што знам дека го очекувате се минутите за скенирање за големите попусти на Анкоч.
Сите наши редовни гледачи преку скенирање на QR кодот на попапот на Ахоч можат и овој пат да освојат купон со супер попусти на 3 нови производи. А додека вие скенирате, ние со Едо ви ги представуваме гейминг фигурите и гаджети за сите големи фанови на Супер Марио. Здраво, значи денеска имаме малку поинтересни работи за оние кои што да кажеме можеби сакат малку поопшто да навезат во гейминг светот. Имаме различни од фигурици кои што се со светло, со звук, потоа имаме Nintendo Amiibo, имаме големи светла и на крај за сите тие што би сакале, например да кажеме нешто ситно да земат, а сепак да влезат во гейминг светот, доволни им се овие текст стикери кои што може да се залепат на телефон, таблет, лаптоп или било што има некоја рамна површина. Се вака. Овие иконки, овие што ги гледат, овие ги викаат icons или на нашки би било овие се LED лампи што се направени од Paladone, а Paladone се еден од најголемите производители на мерчендајз, односно на лиценцирана роба, облека, лампи, сијалици или било какви гейминг додатоци за игри. Односно, што значи лиценцирано? Тоа значи дека имаат, еве само да покажам, имаат official Nintendo license. Тоа значи дека официјално може да го користат името, дали Супер Марио, дали Пич, дали било што е од Nintendo универзумот, може да го користат. Сега, кога сме кај Paladone, имаме неколку варијанти, овие се нови сега се стигнати. Значи имаме вакво нешто што е лампа само, што е од Mushroom, односно печурката која што ја знаеме сите добро во Супер Марио. Има истата таква што свети, ама има и звук. Значи кога ќе се пипне ќе го направи звукот. Тој звукот ќе го направи, тоа е многу интересно, level up звукот. Потоа имаме вакво едно подолго светло кое што е исто ги има иконките, односно како да кажам главните икони кои што сите го знаеме Супер Марио. Го имаме самиот лик, имаме печурката, го имаме цвеќето, имаме звездичката. И тие исто така светот. Сите овие се на батерии. Потоа го имаме од Хари Потер, односно од дек 9 и 3/4, така да исто е ова како лајт за оние што се обожаватели на Хари Потер. Имаме нешто и вакво за оние кои што сакаат да издекорираат од домот и може нешто например да направат како да кажеме еве ова што имаме неонско светло, нормално не е неон, туку е LED диоди, неонот веќе не се употребува подолго време. На USB се напојува, има начин да се стемни, да се осветли и дава многу убав амбиент. Значи замислете ова како ќе стои во домот. Прекрасно. Потоа ги имаме Nintendo Amiibo, односно овие што се викаат лиценцирани, ама не се лиценцирани, пардон, туку се директно од Nintendo издадени. Што е Amiibo всушност? Amiibo-то, имаме едно видео кој што може да се види, ќе го видите во инсерт. Имено, Amiibo-то е паметна картичка. Во ова Amiibo, што изгледа убаво, може да се користи за да се направи некој level up во игра. Например, го имаме тука Kirby. Ја играме било која игра од Nintendo која што е со Kirby, например да кажеме во оваа нова. Со ова Amiibo-то директно го ставаме на контролерот од Nintendo Switch-от и имаме дополнителна моќ во играта. Пример, Kirby станува поголемо, станува неуништливо за некое време. Или например може да се телепортирате од една на друга локација наместо пешки да одите од едно до друго место и цело време со контролерот вака напред или назад или било каде, се стиска овај, тоа е тоа. Потоа ги имаме овие што се на Super Mario Question Block Lite, овие се поголеми, слични се на овие, повторно лиценцирана роба, исто така со официјалниот звук од Super Mario. И како што споменав преска, на крај ги имаме гаджет decals, stickers или како сакате да ги наречете, што може да се користат, што се тематски повторно лиценцирани и може да се користат за било каква намена, на било што, например, на кейс на телефон или такво нешто. Останува на вас да си одберете што сакате тука и да си одекорирате собата на ваш начин. Верувам дека и вие ќе ги декорирате вашите соби токму со некој од овие гаджети кои што ви ги презентиравме со Едо. Ама меѓувреме, се она што го имате пропуштено, можете да го најдете и да не дружите на социјалните мрежи. Сите содржини ви се достапни на Instagram, Facebook и TikTok, DigiTV.mk. А исто така, оние кои што сакаат во целост да ги проследат досегашните емисии, можете да го посетите нашиот канал, стиснете и subscribe на YouTube DigiTV.mk. Со Digi Plus, следната недела во стандардниот термин на Телма, ви посакувам убав остаток од денот и вечерта. Чао!